Колку си запознаена со темата вештачка интелигенција? Колку толку. Што знае? Збориме за роботи или за онлайн као вештачка интелигенција? Па знам дека има повеќе така страни кај што можеш да користиш пример како ChatGPT за не знам информации, за пишување за такви работи. Дали ти си користила некоја од апликации? Не. Зошто? Поради тоа што сум на филолошки факултет и не ми делува точно да користам тоа. Сметаш ли дека нашата држава има потенцијал и финансии да вложи во истражувањето од областа на вештачката интелигенција? Не сум сигурна за тоа. А кои се твоите информации за оваа алатка? Дали се употребува? Колку се употребува, тоест во ЕУ, САД? За тие места не знам, можам за тука ви кажам дека има луѓе што користат. Пошто стварно помага, пример некои луѓе што не знаат да пишуваат есеи им дава добра форма за да напишат нешто, ама не е најдобра. Општо. Дали си слушнала за злоупотребувањата на оваа алатка со ширење на лажни вести, лажни видеа и пропаганди? Како ја гледаш ти оваа појава? Не, за ова немам слушнато, ама знам дека нема точни работи со неа. Пошто, еве, пример, од моје искуство што имам слушнато од луѓе, кои имаат проверувано за литература, пример, преку алатката, да видат, не знам, за некои теми на книга или така нешто, понекогаш дава точно, понекогаш скроз не точно дава, така да не е нешто што би верувала. А дали си видела, пример, видео на познати лица каде што им се злоупотребан ликот, гласот за AI видео? Да, мислам сега најново што има музика што прават од AI, тоа е многу интересно, ама многу исто така лошо, пошто според мене мислам многу има време додека дојде до тој степен, ама што ако понатаму нема да имаме артисти и музичари, тоа е малце страшно, ама инаку не, окей. Доста знам дека е сега многу актуелна во денешно време, дека многу апликации работи имаат излезе нон нејзе, некои зарно, некои и за лошо. Дали некогаш сте користеле било каква услуга, апликација или паметен уред кој би имал можности за употреба на вештачка интелигенција? Па сега за сега не ми потребало за некоја работа, за ништо. Кои се вашите информации како и колку оваа алатка се употребува во ЕУ, САД или остатокот во светот? Па на западот мислам многу повеќе се користи него ли тука. А кој е вашиот став за тоа дека вештачката интелигенција наместо продуктивна алатка за човечеството може да се злоупотреби или наместо помош тоа да биде употребување за ширење лажни вести, лажни видеа и пропаганди? Како гледате на оваа појава? Па има доста вакви примери во денешно време, но како што кажавте се злоупотребува тоа. Па не сум запознаена многу со таа тема. Знаете што е вештачка интелигенција? Не. Вие? Па отприлика сега сме во тек со тие новите AI технологии, ChatGPT. Најмногу од аспекти што ми се најпокорисни за факултет, мислам, лично сум запознаена со деца кои што ги користат за истражување, за семинариски, за проектни. Се лошата страна од тоа е што голем дел од тие информации сите ќе ги имаат истите, бидејќи таквиот тип на технологија се уште не е развиен до тој степен толку автентично треба да ти го склопиш што и да ти треба. И плюс мислам дека направи луѓето мрзливи, бидејќи сите ќе се одвикнеме од тој тип на интензивно истражување и ние навистина да вложиме труд во нешто. Така што колку е добро да не турка напред, мислам дека не уназадува како популација. Мислам ние ќе имаме технолошки напредок, меѓутоа нема да имаме когнитивен развој. Сметате ли дека државата има потенцијал и финансии да вложува во наука и истражување од областта на виртуелна интелигенција? Вештачка интелигенција? Па конкретно не сметам дека Македонија е се уште стигната до тој степен. Мислам не сме никоја земја која што има голем технолошки развиток или никакви лаборатории за развивање на таков тип на софтвери. Мислам сега зборевме дека баш финки и сите програмери ќе биде понатаму презаситен кадар, а ние ги немаме можностите кои што ги нуди странство за да се развива тој тип на технологија кај нас. Кои се вашите информации, како и колку оваа алатка се употребува во ЕУ, САД или остатокот на светот? Конкретно не сум запознаена со статистиката,
Така што за тоа не би можела да ви дадам информации, меѓутоа знам дека голем дел од младината кај нас сега почнува да се служи со таков тип научи. Колку мислите дека вештачката интелигенција нели се злоупотребува со ширење на лажни вести, лажни видеа, пропаганди? Како ја гледате оваа појава? Па сега беше доста актуелно со тоа што започнува да се прават и многу вештачки слики преку тој тип на интелигенција. Знам дека се употребува одредени софтвери за да се модифицира гласот, да се направи како нечи туѓ глас и претходно имавме случаи со булење на социјалните мрежи, сега што мислам дека само ќе се влоши дополнително случајот, колку и властите да прават обиди тоа да се изрегулира, веќе малце излегува од наши раце, бидејќи е достапна алатка за сите и не може да се исконтролира до тој степен. Дали вие користите некоја таква апликација? Конкретно сега не сум користела ништо такво, гледам да си ги правам работите колку што можам сама, бидејќи покорисно е за мене. Па сметам дека сум доволно запознаен за да дискутирам на темата. Дали си користел некоја од апликациите и на кој начин, зашто? Па сум користел, например, ChatGPT го имам користено за подобрување на едукација, за едуцирање на одредени теми, за давање одредени забелешки, но понекогаш и за надополнување на литература. Дали сметаш дека државата има потенцијал и финансии да вложува во наука и истражувањето областа на... Па сметам дека дефинитивно има, но и дека во еден степен не се вложува доволно кај нас во образованието. Кои се вашите информации, како и колку оваа алатка се употребува во Европа или во САД? Па сметам дека многу е интегрирана во САД, меѓутоа во Европа има малку одбивност кон оваа вештачка интелигенција. А сметате ли дека заостануваме поради развиениот свет кога станува збор за виртуелна вештачка интелигенција? Па може би, но бидејќи сметам дека се уште сме нација во период на транзиција, па дека малку ќе се забави процесот. Кој е вашиот став? Дали вештачката интелигенција може да се злоупотреби со ширење на лажни вестни, лажни видеа, пропаганди? Како ја гледаш оваа појава? Да, па секако едината негативна страна е плагеризмот. Користењето на информации, некогаш има и лажни информации, дека сепак не е човечки проверено, туку е проверено од страна на вештачка интелигенција. Покрај позитивите си има и негативи, се разбира. Запознаен сум. Дали користиш било каква услуга, апликација? Сум ги тестирал и сум ги пробувал, но не ги користам секојдневно. Дали си информиран колку е оваа алатка се употреба во Европа, во САД? Да, информиран сум дека многу често и за работа, и за студирање, и за учење ја користат. Кој е твојот став за тоа дека вештачката интелигенција наместо продуктивна алатка се злоупотребува со фейк видеа, фейк ньюс? Има злоупотреби, но сметам дека и позитивна алатка кај што може и да се научи и продуктивност да се извади од сето тоа. Па, не знам, користам сега повеќе луѓе го знаат ChatGPT, обично за некои основни работи, поише ако ми треба место да барам на Google нешто, ChatGPT може побрзо го направи за мене. Сметаш дека нашата држава има потенцијал и финансии да вложува и да истражува во областа на вештачката интелигенција? Па, не верувам дека би требало да се фокусира на вештачката интелигенција нашата држава. Колку си информиран за оваа алатка, колку се употребува во Европа или во САД, знаеш? Па, што гледам по социјалните мрежи, доста многу се користи. Поише, као да кажам, за праење видеа, поише. Дали си информиран, пример, за вештачката интелигенција и за незиното злоупотребување со фейк ньюс? Да. Тоа највише има, уствари. За тоа изборам, за тие видеа што се вештачат преку На така. кој начин? Дали сте виделе некоја видео? Па, сега во моментов да ми текне некој не, ама знам дека има. Колку сте запознаени со темата вештачка интелигенција? Не многу, знам сега дека е актуелно ChatGPT, дека цело време се користи напредува, ама нема многу читано за тоа. Дали некогаш си го употребувал? Лично не, до сега. Дали сметаш дека државата има потенцијал и финансии да вложува во наука на вакви истражувања од областа на вештачката интелигенција? Не, мислам дека не сме спремни за тоа се уште.
Дали пример си слушнал за видеа со фейк news, значи за злоупотребувањето на вештачката. Имам видено видеа каде што прават фейк лажни познати личности користат со помош на вештачка интелигенција. Дека подржуваат одредени ставови за кои што во приватниот живот воопшто не се согласуваат. Апликација баш туку е чат-бот, да речеме. Дали си го пробал ChatGPT? Не, немам користен уште. Сметаш ли дека државата има потенцијал и финанси да вложува во науката и областа на вештачката интелигенција? Не, мислам дека имаме поважни работи. Искрено. Колку си информиран за оваа алатка? Каде се употребува повеќе? Во ЕУ, САД или? Во САД. Во САД, во главно за домашни. Што мислиш за фейк news, злоупотребувањето на ОВИ со лажни, нели, фотографии? Познато ми е доста по Инстаграм, по социјални медии, цело време има лажни факти. Колку се запознаена со темата вештачка интелигенција? Па не многу, ама не ме интересира баш. Океј, а си користила некоја од апликациите? Сум користела, да, ама генерално не многу. Сметаш дека нашата држава има потенцијал и финанси да вложи во вештачката интелигенција? Не, мислам дека Македонија не е доволно развиена за да вложи во вештачка интелигенција се уште. Дали си информирана како и колку оваа алатка се употребува во ЕУ, САД или остатокот на светот? Дали мислиш дека се развива? Та сигурно се развива во САД, ама во Европа не знам, не сум се заинтересирала да побарам, искрено. Што мислиш за злоупотребувањето на вештачката интелигенција преку нели фотографии, видеа? То сигурно се злоупотребува, мислам дека е многу лошо бидејќи пред се уништува креативноста на луѓето и е многу лошо. Дали имаш видено такви видеа, нели? Пример, некој познат што е песма Реджепова со песна на Рихана. Немам видено, искрено, не ме интересира, ама сигурно е лошо, не знам.